Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Еве што ќе гледате вечерва. Кога сите мислеа дека преговорите за името се во ќорсокак, Димитров и Кодзијас објавија дека договориле рамка за можно решение. Мислам дека сме во финална крајна фаза. Договоривме за прашањата што остануваат, а треба да се пресечат. Еден сериозен телефонски разговор меѓу двајцата премиери кон средината на оваа недела. Ако има лидерство од двете страни, мислам дека можеме да бидеме оптимисти околу решение на ова прашање. Do you think that this dynamic would be enough maybe to convince mostly the Netherlands and France in order to support Macedonian starting negotiations on the end of June? We will try to do our part to make them think once more about their position. 360 степени од појадокот на министрите на ЕУ во Брисел посветен на Македонија. Во било кој суд, па дури и во Македонија, постапката би требало, односно одговорот би требало да биде ист како и во Грција. Барање да запрат судењата против сите помилувани од Иванов по одлуката на Грчкиот врховен суд да не ги екстрадира Груевски и Бошковски. Останува уште една отворена врата да се побара советодавно мислење на форумот на високите судови пред Европскиот суд за човековите права. Дали знаеш кои се Стефан Богоев и Лука Кржаловски? Истина ви кажам, не ги знам. А Беким Мемети? Па и него не го знам. Стефан Богоев е градоначалник на Карпош, а Лука Кржаловски мислам дека е новиот претседател на УМС. На граѓаните им поставивме и прашање каде сметаат дека е клучот за просперитет на еден млад политичар во Македонија. Сторија за улогата на политичките подмладоци во Македонија. Мора да имате ставови, господин Мицковски. Не може цело време кружите како киша околу Краговец. Ја не сум како киша околу Краговец, него сум како навреден вардар. Саботажа. Останете на Алсат, најавените содржини се по кратка пауза. Наша централна тема вечерва се случувањата во Брисел, поврзани со прашањето за името, потенцијалното отворање преговори со ЕУ и добивање покана за членство во НАТО. Очигледно е дека на сцена е нов сериозен обид да се затвори спорот, откако министрите Димитров и Кодзијас договориле рамка за можно решение. За ова ќе видите исцрпно јавување од Брисел малку подоцна во емисијата. Претходно ќе останеме на релација Скопје-Атина, но на друга тема или можеби поврзана со оваа. Какви ќе бидат последиците од одлуката на Грчкиот врховен суд да не дозволи екстрадиција на двојцото од ДУБК Горан Груевски и Никола Бошковски, обвинати од ЦЈО за масовното прислушување и уништувањето на опремата со која било направено тоа? Дали оваа пресуда може да има влијание врз судските процеси што се во тек во Македонија? Владимир Мирчевски разговараше со поранешната судика во Страсбур, Миријана Лазарова-Трајковска, и со адвокатот Петар Василев. Одбраната на Горан Груевски и Никола Бошковски се уште не ја добила пресудата со која Грчкиот врховен суд одби да ги екстрадира во Македонија. Во нејзино очекување останува устното образложение на судот во Атина, кое, како што вели адвокатот Петар Василев, било заснувано на принципот дека еднаш дадено помилување од шефот на државата не може да се повлече. Во прилог на овој став одбраната приложила повеќе пресуди на Европскиот суд за човекови права, од кои за најсоодветна ја смета онаа во предметот Лекса против Словачка. Функцијата на Лекса, кој аплицирал до Европскиот суд за човекови права, е иста, односно слична, како и на овие двајца обвинети, односно и тој бил директор на Агенцијата за безбедност и контраразузнавање во Словачка. На истиот начин, председателот го има помилувано, помилувањето исто така било потоа со закон поништено и тој бил спроведуван, односно против него била спроведена постапка. Меѓутоа, Европскиот суд вели дека еднаш помилувано лице, односно еднаш прекината истражна или судска постапка по основ на помилување, не може понатаму да продолжи. Василев смета дека истиот пристап треба да го имаат и судовите во Македонија, што би значило дека треба да ги прекинат сите постапки против помилуваните од Иванов.
Аналогијата ја влече врз основа на тоа што и Македонија е потписничка на Европската конвенција за човекови права. И грчкиот суд, Врховен суд, многу внимателно го разгледа овој предмет, со оглед дека беше обемен, со оглед дека во него постоја голем број на правни прашања кои требаше да бидат одговорени. На секој рочиште едно по едно тие ги бара објаснување од одбраната и, да речеме, ги отстрануваа правните дилеми. На крајот, тие побара од нивниот институт за меѓународно право да донесе мислење во врска со сите спорни правни прашања кои што се наоѓаат во предметот. Дури и Институтот за меѓународно право даде мислење дека доколку постои помилување, понатаму овие луѓе не може да бидат гонети и против нив не може да биде распишувана било каква меѓународна потерница и не може да биде поднесено барање за екстрадиција. Поранешната судика во Европскиот суд за човекови права Мирјана Лазарова Трајковска сака да ја види пресудата на грчкиот Врховен суд пред детално да ја коментира. Уште кога Иванов ги донесе одлуките во април 2016, Лазарова Трајковска беше меѓу оние што тврдеа дека членот 11 од Законот за помилување, на кој се повика шефот на државата, воопшто и не беше на сила во тој момент. Поради големиот број опфатени со одлуките на Иванов, незината аргументација беше дека не станува збор за помилување, туку за амнестија, што може да биде решавачко при евентуално изјаснување на Европскиот суд за човекови права. Самиот суд во однос на амнестијата и на ваквите мерки кои што офаќаат голем број на лица во ситуации кога има масовно прекрашување на човекови права, укажува на елементи на избегнување на правото и правдата и укажува на елементи на прифаќање на политики на неказнивост, кога се работи за масовни амнестии. Но во однос на помилувањето, праксата гради еден друг ток, гради еден друг канал, бидејќи тука се работи за индивидуализирано, се работи за поединечен акт, кој што е акт на милост, на помилување и кој што е по својата природа неотповиклив. Европскиот суд за човековите права има друга страна, така да кажам, на праксата во овие предмети. А дали станува збор за помилување или за амнестија, важно за Страсбург ќе биде и каков став ќе заземат домашните судови. Овие прашања е сосема нормално одбраната да ги покрене пред националните судови и обврска е на националниот суд да одговори на тоа прашање. Значи, топката е сега кај националните судови и тие треба да дадат одговор дали се работело за чин на помилување и ако се работело за чин на помилување да применат праксата на Европскиот суд за човековите права, ако не, тогаш да дадат објаснување зошто е тоа така. Важен е ставот на националните судечки судови понатаму во постапките ако тие стигнат пред Европскиот суд за човековите права, бидејќи во многу предмети судот во Страсбург се повикува на улогата на националните судови во примената на постапките кои што се случиле на територијата на земјата. Излез од вакви ситуации постои протокол 16 е отворен за ратификација и тој им дава можност на земјите членки на конвенцијата да побараат советодавно мислење од Европскиот суд за човековите права, дури постапката тече. Значи да се посоветуваат со судот како да пристапат кон некоја правна работа. Меѓутоа, бидејќи и Македонија се уште не го ратификувала овој протокол, останува уште една отворена врата да се побара советодавно мислење на форумот на високите судови пред Европскиот суд за човековите права. Тоа може да биде излез да се побара правно мислење во конкретната ситуација во однос на ова прашање. Одбраната на обвинетите во случаите на специјалното јавно обвинителство веќе почна да ги користи неодамна донесените измени во законите за судскиот совет и за судовите, со кои неприменување на праксата на судот во Страсбург е наведена како основа за разрешување судија. Ако ставите како квалитативен критериум непочитување, односно носење пресуда на Европскиот суд за човековите права во однос на членот 6 и членот 5, иако не ми е јасно зошто само тие два члена ги одбрале предлагачите на законот, и ако кажете дека судија за кој му е донесена пресуда во однос на овие одредби од конвенцијата,
ќе подлежи на дисциплинско казнување или пак во оценувањето ќе му се намали оценувањето за одреден број на бодови, тогаш вие кон судот отварате една врата на пристапување која што му дава димензија на суд од четврта инстанца. Европскиот суд за човековите права постојано повторува дека тој не е суд од четврта инстанца и неговите пресуди не треба да служат како подлога за казнување на националните судии. Судот постојано зборува за диалог со националните судии и сметам дека такви основи за дисциплинско казнување и за оценување на судиите во нивната работа во негативен контекст не заслужуваат да бидат вградени во националните закони. Мислам дека судиите во Македонија ќе се воздржуваат од изрекување казни и санкции, дека може да се појави тренд на неказнивост од страф, намалување на бодови може да се појави. Да, може да се појави тренд на неказнивост. Меѓутоа, од друга страна, таквите одредби создават и конфузија и неприменливост. На кој судија вие ќе примените таква одредба за казнување и намалување на бодовите при оценувањето, кога пресудата која стигнала во Страсбург ги поминала сите инстанции? 2 или 3 инстанции, некогаш го поминала и Уставниот суд. Кој е судијата на кој ќе се однесува таквата пресуда? Оваа комплицирана правна ситуација на крај најверојатно ќе стигне до Европскиот суд за човекови права во Страсбург, а тој ќе има тешка задача. Прво, да оцени дали Иванов имал законска основа да ги донесе одлуките. Потоа, дали станува збор за помилување или за амнестија, што е поврзано со прашањето за неказнивост во услови на масовно прекршување на човековите права и злоупотреба на моќта и јавните фондови. И конечно, каков третман ќе имаат изјавите на дел од помилуваните, дека ниту барале, ниту ќе бараат помилување, при што некои како Никола Груевски поднесува и писмено барање до Иванов за поништување на нивното помилување. Следува уште една пауза, а по неа јавувањето од Брисел со најновиот развој поврзан со прашањето за името. Кога сите мислеа дека преговорите за името се во ќорсокак, Димитров и Кодзијас објавија дека договориле рамка за можно решение. Мислам дека сме во финална крајна фаза. Договоривме за прашањата што остануваат, а треба да се пресечат. Еден сериозен телефонски разговор меѓу двајцата премиери кон средината на оваа недела. Ако има лидерство од двете страни, мислам дека можеме да бидеме оптимисти околу решение на ова прашање. Do you think that this dynamic would be enough maybe to convince mostly the Netherlands and France in order to support Macedonian starting negotiations on the end of June? We will try to do our part to make them think once more about their position. 360 степени од појадокот на министрите на ЕУ во Брисел посветен на Македонија. Дали знаеш кои се Стефан Богоев и Лука Кржаловски? Истина ви кажам, не ги знам. А Беким Мемети? Па и него не го знам. Стефан Богоев е градоначалник на Карпош, а Лука Кржаловски мислам дека е новиот председател на УМС. На граѓаните им поставивме и прашање каде сметаат дека е клучот за просперитет на еден млад политичар во Македонија. Сторија за улогата на политичките подмладоци во Македонија. Мора да имате ставови, господин Мицковски. Не може цело време кружите како киша околу Краговец. Ја не сум како киша околу Краговец, него сум како надојден вардар. Саботажа. Продолжуваме со 360 степени. Иако доминантниот впечаток во јавноста беше дека преговорите за името се во ќорсокак, од Брисел денеска стигна информацијата дека министрите Никола Димитров и Никос Кодзијас договориле рамка за можно решение. Димитров ја соопшти веста на работниот појадок со министрите и други представници на земјите членки на Европската унија во Брисел. Тема на појадокот беше и резервираноста на одредени земји членки за одредување датум за преговори со Македонија во јуни. Високи представници на ЕУ зборуваат за стратешка грешка ако тоа не се случи, а до тогаш се договори решение за името. Франција и Холандија настапиле поумерено. Во Брисел е Александар Димитриевски. Македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров и неговиот грчки колега Никос Кодзијас преговараат до доцна синоќ овде во Брисел за изутрината да соопштат дека имаат рамка за можно решение за името, за кој ќе треба конечно да пресечат премиерите на двете држави.
Веста за новиот пробив беше соопштена на работниот појадок посветен на Македонија кој го организираа Бугарија како актуелен и Австрија како следен председавач на Европската Унија, а на кој присуствуваа високи представници на Европската комисија, како и министри за надворешни работи и амбасадори на земите членки на Европската Унија. It is a very hopeful moment. I think it has been, to a large extent, the result of the leadership on both sides. I've told Nikos several times, even though we represent different countries, friendly but different countries, that we had significant differences when we started. Last year, on the 14th of June, the first meeting we had in Athens. As we move in the process, it is more and more the feeling that we are actually on the same side, fighting for the compromise, because the negative forces feed each other, we need to help each other. Присутните го поздравија развојот на настаните, вклучувајќи ја и шефицата на службата за надворешни работи на ЕУ, Федерика Могерини. We're all very encouraged by the progress made, especially on the negotiations with Athens, between Skopje and Athens on the name issue. So we'll all work to support and accompany, hopefully, a positive outcome of these important negotiations. Според дипломатски извори, представниците на комисијата Федерика Могерини и Јоханес Хан на работниот појадок го бранеле ставот дека Македонија треба да добие датум за старт на преговори на крајот на јуни, доколку се постигне решение за спорот за името. На иста линија биле и представниците на поголем број од земјите членки на Европската Унија, меѓу кои Бугарија, Грција, Унгарија, Словенија, Хрватска, Романија. Сепак Франција и Холандија останале на ставот дека мора да се задржи европерспективата за Балканот, додека не треба да се брза со проширувањето. Додека земјите не се целосно подготвени, макар тоа било и само старт на преговори. Сепак барем една од овие две земји искажала и став дека, ако се реши името, можно е тамошното политичко раководство да размисли уште еднаш за својата позиција. Австриската министерка за надворешни работи, чија земја го почнува председавањето со ЕУ од 1 јули, во изјава за 360 степени, вели дека Македонија може да очекува поддршка. So it's obvious that we had a breakthrough last night that we learned about this morning regarding the name dispute between Macedonia and Greece. I will be very direct. Do you think that it would be a pity or unfair approach towards Macedonia, maybe if, because of the skepticism of France and the Netherlands, the country doesn't get a date for start of negotiations? Well, it's everything is still on the move, and what I think was very clear this morning is that there are finally good news also from the European continent that regional issues can be handled by the country themselves, as Commissioner Hahn has said. And what the next step will be on behalf of the Austrian government and as the incoming presidents, I can only state the rapprochement of the entire region to the EU is very high on the is the priority of our presidency. Ms. Mogherini talked about strategic mistake. Would you agree on that statement? I would say for the time being it would be a tremendous pity if this dynamic wouldn't be used. Strategic mistake, yes, I mean if this is her regard, we may join her on that, but I would simply consider it as a tremendous pity not to use the dynamic that is currently here. Do you think that, my last question, do you think that this dynamic would be enough maybe to convince mostly the Netherlands and France in order to support Macedonian starting negotiations on the end of June? We will try to do our part to make them think once more about their position. По работниот појадок разговаравме и со министерот Никола Димитров за преговорите за името, за скептицизмот кај одредени земји членки на Унијата, но и за барањето за негова оставка. Господине Димитров, по рундата во Њујорк, синоќа до доста имавте средба со грчкиот министер за надворешни работи, господинот Никос Коцијас. Генерално, што договоривте на таа средба? Работевме на една рамка
и мислам дека сме во финална, крајна фаза на овој процес на разговори за надминување на разликата околу името. Во моментов во Атина правни тимови од нашето министерство и нивното министерство седат на една маса и работат деталите од текстот на билатералниот договор. Договоривме за прашањата што остануваат, а треба да се пресечат. Еден сериозен телефонски разговор меѓу двајцата премиери кон средината на оваа недела. Ако има лидерство од двете страни, мислам дека можеме да бидеме оптимисти околу решение на ова прашање. Што конкретно опфаќа тој пакет во смисла на тоа кое име е во игра и со кој опфат на важење? Видовме колку комуникациите околу процесот влијаат на самиот процес. Премногу значајно е прашањето за да го ризикуваме процесот во оваа клучна фаза. Затоа мислам дека треба да му дадеме шанса на процесот. Ако успее јавноста се разбира, ќе биде информирана за сите битни елементи, договорот ќе биде објавен и во крајна линија ние како лидерство и најодговорни да се соочиме со оваа реалност, со овој проблем и да го решиме, имаме задача да создадеме шанса и избор и граѓаните во секој случај ќе имаат преку референдум изјаснување дали сакаат Македонија да го фати овој пат на имање решение, какво решение се разбира, доколку тоа успее ќе видиме, да се фати европскиот воз, да се влезе во НАТО, да се отворат вратите кон еднината или ќе изберат статус кво или можеби кон назад. Така што таа одговорност не прави храбри да работиме кон пробивот. Сметате ли сепак дека постои опасноста Македонија да го реши спорот за името со Грција, а сепак да не добие датум за старт на преговори за членство? Тоа ќе биде, бидејќи компромисот се подпира на европската интеграција. Ако нема европска интеграција, нема да може да се спроведе договорот. Така што тој заштитен механизам е вграден на некој начин во компромисот. Мислам дека тоа ќе биде историски стратешка грешка. Ако тоа не се случи, ќе биде многу да не употребам некој груб збор, меѓутоа ние сме во оваа состојба и глобално, и на нашиот континент, и во нашиот регион, затоа што оставаме предолго проблеми нерешени, кои што потоа растат и стануваат тешки за решавање, и немаме луксус да пропуштиме шанси, кога шансите се создаваат. Мислам дека ова што го направи Македонија во последнава година е голема шанса за успех и нема многу такви. Дури за Брисел и за земјите членки. Денеска имавте работен појадок со министри за надворешни работи и други представници на земјите членки на Европската Унија. Меѓу нив беа и представници на Холандија и на Франција кои веќе отворено се противат на одредување на датум за старт на преговори со нови земји кандидати. Дали сметате дека е можно да го преразгледаат својот став доколку Македонија го реши спорот со Грција до крајот на јуни? Не е тајна и можеби е добро нашите граѓани да знаат дека ова воопшто не е едноставно. Фаќањето на возот. Ке беше подобро тој воз да го фатевме порано. Пред големите кризи, финансиската, мигрантската, што создаде криза на солидарност, Брекзит и така натаму. Значи, нашиот контекст сега и нашиот пат е многу потесен. Меѓутоа постои. И мислам дека има доволно простор, има доволно направено. Јас одев внимателно кои беа потребите, да речеме од извештајот 2016 на комисијата, каде требаше Македонија да покаже прогрес, секаде покажавме прогрес. Мислам дека тоа се разбира и се вреднува и од Европската комисија и од други меѓународни тела кои што
вреднуваат состојба и напредок на демократија, на демократски промени, на слобода на медиуми и така натаму. И наше е во овие следни 4 недели, има точно 1 месец од денес до Европскиот совет на 28 јуни, да продолжиме да работиме. Ако успееме овој пробив со Грција да го направиме тоа, во секој случај многу позитивно ќе влијае, да направиме ситуација во која што ќе биде речиси незамисливо да Македонија да се стопира заради нешто друго. Таква атмосфера треба да направиме и на тоа работиме. Вчера опозицијата побара оставка од 7 министри од владата. Еден од нив сте и вие. Кој е вашиот одговор? Јас сум исклучително задоволен од тоа што го постигнавме во надворешната политика во оваа година. Не е тајна дека има целосен пресврт како се гледа на Македонија во светот, како се гледа на Македонија во Европа и како се гледа на Македонија во нашиот регион на Балканот. Ги вративме старите пријатели, направивме нови пријатели. На Македонија се гледа како на најголемата шанса за демократски пробив во Европа оваа година. Решивме едно прашање што беше тешко на начин поделувајќи, оставајќи историјата на историчарите, а работејќи на партнерство, договорот за пријателство со Бугарија. Ги тргнавме аргументите што сегашната опозиција, тогаш власт, ги даде на тие политички сили во Грција кои што не сакаат да има договор, кои што се среќни со блокадата кон Македонија, како што беше, да речеме, преименувањето на аеродромот во Александар Велики во декември 2006 година. Направивме да е тешко Македонија, човек да се кара со Македонија. Било кој од соседите денес, тешко е, бидејќи е тешко да се карате со некој кој што не е заинтересиран за кавги. Создадовме контекст и со она, ја спомнавте Софија, тогаш покажавме дека најдовме равенка, дека овој спор сепак е решлив. И мислам дека многу различно го разбираме патриотизмот со опозицијата. Јас мислам дека нема, дури по цена на сама жртва, нема поголема патриотска должност од било кој што има некакво влијание во домашната и надворешната политика во Македонија, да не се обиде да направи се што може овој проблем да се реши, бидејќи тоа е тек кој што не влече надоле и не можеме да пливаме и да се надпреваруваме со другите, бидејќи не влече надоле. И мислам дека е време конечно да пресечеме со ова прашање, да си го зачуваме, да си го афирмираме идентитетот и да излеземе надвор да се бавиме со реалните проблеми кои што не мачат. Да го оставиме ова прашање затворено. А ова го немав видено, бидејќи цел ден работев, вчера имав средба со Могерини, имав многу долга средба со министерот Куцијас, баш ќе видам која е аргументацијата и така натаму. Проблемот со опозицијата е што мора да се реформира. Они не поминаа низ реформата, низ која што помина македонското општество, низ тоа прочистување што го донесе кризата на неодговорност. Додека не кажат дека 27 април е срам, дека тоа беше ризик што може да ја сруши, да ја урниса Македонија и да ги тргнат тие од нивните радови кои што биле пропоненти или може би организатори, ќе видиме, не знаеме, ќе чекаме на судските постапки, додека не се дистанцираат од тоа што комисијата го вика заробена држава, многу тешко ќе бидат политичка алтернатива во Република Македонија. Колку и да мафтаат со знамето на патриотизмот, кој што во суштина ги поразува националните интереси, така како што тие го водеа. Благодарам. Интервјуто со Димитров го направивме по работниот појадок. Во текот на денот и утре, тој има повеќе билатерални средби во чија суштина е да се убедат земјите членки на Унијата да ја поддржат Македонија да добие датум за преговори на самитот на ЕУ во јуни или да помогнат за таа цел. Од Брисел, Александар Димитриевски.
Лепачи на плакати и Фейсбук револуционери или движечка сила во партиите и општеството? Каква е улогата на политичките подмладоци во Македонија? Колкаво е реално нивното влијание? Додека дел од младите уште во своите 20 седнуваат во функционерски фотели, илјадници нивни врсници разочарани ја напуштаат земјата. На Македонија ја снемува младината, а на младите политичари потенцијалниот електорат. Научија ли нешто од грешките на сениорите? Никола Здравковиќ. Кога дискутирате за политика со просечен скандинавец, поголема е веројатноста тој да не познава голем дел од своите политичари, но доколку разговарате со просечен граѓанин на Македонија, би се изненадиле колку е упатен во имињата, функциите, па и разни детали од животот на политичарите. Сепак, дури и политички упатениот просечен македонски граѓанин знае понекогаш да се изненади кога на политичките штици ќе заигра нов млад актер. Дали знаеш кои се Стефан Богоев и Лука Кржаловски? Истина ви кажам, не ги знам. А Беким Мемети? Па и него не го знам. Младите политичари во Македонија ги познаваш кои се, што се? Видете, ние со политиката не се занимаваме, ние сме млади. Стефан Богоев е градоначалник на Карпош, а Лука Кржаловски мислам дека е новиот председател на УМС. А Беким Мемети дали го знаеш? Не. Од младите политичари ги знаеш, не ги знаеш, како стои? Па не ги знам, само овие двајца дека се појавуваат како спонзор на Facebook и на социјалните мрежи. Дали знаеш кои се Стефан Богоев и Лука Кржаловски? Не знам. А Беким Мемети? Не. Младите политичари во Македонија ги познаваш? Никого не познам младите политичари, не ме интересира политиката. А дел од тие млади актери, кои повеќето од граѓаните не ги препознаваат, веќе се на одговорни функции. На граѓаните им поставивме и прашање каде сметаат дека е клучот за просперитет на еден млад политичар во Македонија. Дали е тоа одговорноста, работата, квалитетот или сепак се работи за врски. Мнозинството сметаат дека клучот не е во првите 3 наведени работи, туку дека сепак се работи за некои други релации. Дали навистина во Македонија вака изгледа почеток на една политичка кариера? За оние што не знаат, Стефан Богоев има 28 години и е градоначалник на општината Карпош. Му пристапил на СДСМ уште во време на длабока опозиција, кога власта не била ниту на повидок. Во периодот кога бев избран за председател на Социјалдемократската младина, тоа е пред 4 години, беше прилично лесно да се процени со кого можеш да работиш и кој има искрени побуди, бидејќи тогаш бевме на вистина далеку од промена на власт и далеку од доаѓање на СДСМ начело на државата. Од тука ретко кој во тој период беше дел од Социјалдемократската младина со побуди некакви лукративни за вработување или да просперира во животот преку партиската книшка. Нормално, за жал, таков е менталитетот во државата, би рекол и на Балканот, ако не и пошироко. Еве, откако пред една година се промени власта, па се промени и пред неколку месеци и на локално ниво, нормално приоѓаат се повеќе млади луѓе кои што сега им се побудила идејата да бидат млади социјалдемократи. Богоев наскоро ќе се повлече од позицијата лидер на Социјалдемократската младина и ќе се посвети целоштно на општина Карпош. Тврди дека патот до партиската и градоначалничката функција биле се, само не лесни, и се погрижил зад себе да остави здраво младинско јадро. На спротивниот тас од политичката вага, со борба допрва ќе се соочува Лука Кржаловски од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Како и на новиот партиски лидер Христијан Мицкоски, му предстои многу работа за да ја врати довербата во својата политичка опција. Потребно е време, потребно е еден период да видиме кој од какви побуди членува и доаѓа кај нас. Знаете, едно е кога си член во опозиција, друго е кога си член на власт. Но битно е дека сме отворени за соработка и битно е дека секој има можност да дојде во нашата организација, во нашата младинска и да придонесе во неговата сфера на делување. Сепак во однос на довербата и кој како гледа на работите, дали од идеолошки или од клиентелистички аспект, ние ќе видиме тие кои што ќе го следиме тоа. И во подмладокот на најголемата партија на албанците во Македонија ја бранат истата теза. Функционер се станува по заслуга, а не со врски.
pa marr parasysh se dikush mund edhe të thotë që është lehtë ose mund të definojë një sens tjetër, domethënë se përket kësaj se është lehtë të merresh me politikë dhe nuk ka përgjegjësi. Unë e them të kundërtën, ka shumë përgjegjësi sepse edhe një fjalë që thuhet nga një person zyrtar, qoftë ai forumit rinor apo ndonjë organi tjetër, ajo ka vlerën e vet, ka peshën e vet dhe si e tillë mban përgjegjësi të mëdha. Ако се погледнат внимателно изјавите на подмладоците од големите партии, еден од нивните основни проблеми е од мноштвото млади членови да ги изфилтрираат оние кои имаат квалитет, но и нешто повеќе од само желба за функција. Кај малите партии се работи на индивидуално подготвување и подобрување на секој член, бидејќи и ги нема многу. Многу е важно на членовите да им кажете дека само личниот интерес на долг рок не дава никаков резултат. Затоа што јас често споменувам и на моите членови во политиката исто како во фудбалот. Ако како колектив сте јаки, тогаш сигурно вашата екипа ќе покаже одлични резултати долгорочно. Ако само како индивидуи сте јаки, тогаш тоа дава резултат, но на краток рок, во спротивно на долг рок постои ризик да исчезне екипата, односно во конкретниот случај политичката партија како политички ентитет на сцената. Особено ние како помали партии, да работиме тимски, за да може да не бидеме изедени од поголемите. Потребна голема работа да се смени тој мајндсет, да се смени тоа дека политичките партии не се бира за вработување, дека желбата и начинот на активирање во политичка партија треба да се носи од самото тоа што сакаш да придонесеш за нешто подобро, што сакаш да придонесеш за некоја промена, што сакаш да видиш, за некоја промена што сакаат другите да видат за една подобра своја средина и подобра држава. Ние како зелен подмладок на зелена политичка партија, самата идеологија ни дава да речеме на мала помош да привлечеме поголем број на активисти. Алијансата за албанците за релативно кусо време привлеча доста приврзаници, а за себе знаат да кажат дека е така, бидејќи се партија која помеѓу останатото им отвора пат токму на младите. Unë jam realist dhe duhet ta pranojmë që politika është shumë e rëndësishme për çdo sferë të jetës. Ajo është inkuadruar në çdo sferë dhe unë jam inkuadruar në politikë që ta ndryshoj këtë. Të rinjt dhe njerëzit duhet të punësohen jo për nga libreza partijake, por për nga profili të cilit i takojnë, për nga profesioni të cilin e kanë kryer dhe sigurisht për nga ambicjet të cilat ato i kanë. Предводниците на младиот бран се свесни дека дел од разочарувачката слика за земјата и тоа што младите партиски активисти се честопати перцепирани како безгласни лепачи на плакати и фејсбук револуционери, кои немаат суштинска улога, но без разлика на политичката припадност, сите сакаат да ја сменат оваа слика. Велат дека нивните врсници можат и треба да направат разлика, а политичкиот активизам е еден од легитимните начини на притисок врз владините политики. Субвенционирањето на приватниот сектор за да вработува млади луѓе, ако вработите млад човек, да бидете ослободени од одредени давачки кон државата. Тоа треба да го поттикне вработувањето на младите. Тоа беше исто наша идеја, како младина, владата сега ја спроведува. Таа нели има за цел да ги вработи младите да останат тука. Секој млад човек во Република Македонија не смее да се потцени, нити смее да биде разочаран, нити фрустриран. Секој млад човек треба да биде максимално почитуван и секој млад човек во Република Македонија треба да му бидат загарантирани неговите права. Не смее да има дискриминација, треба да ја поттикнеме солидарноста кај младите луѓе и треба пред се да го поттикнеме и да го зајакнеме учеството на младите луѓе во донесувањето на одлуки. Raste konkrete ka patur edhe iniciativa të ndryshme tash së fundi edhe me ligjin i cili do të përgatitet besoj në të ardhmen për të rinjt që edhe ato të parashihen, të kesin hapësirën e vet në për vendbanimet e tyre, në qytetet e tyre, në organet e shtetit të cilët ata mund të kontribojnë dhe besoj se mund të bëjnë më të mirën e mundshme. Останатите партии, иако бројчано помали, со издржани проекти можат да бидат рамноправен партнер на поголемите, велат другите млади лидери. Како подмладок поднесовме иницијатива до владата со конкретни мерки како би се реализирал проектот субвенциониран студентски оброк, но постојат и низа други прашања кои што треба да ги отвараме со останатите политички подмладоци, младински здруженија, невладин сектор.
Ne ndihmojmë të rinjt, domethënë fillimisht duke u kyçur në këtë pjesë, duke u kyçur në politik dhe duke u marrë me një sër aktivitetesh, duke munduar të arrit domethënë interesin e qytetarëve, e moshatarëve tonë, që domethënë të mirën me projekte, të mirën me obligime kryesisht, sepse shumica e të rinjve për shkak të mungesës së obligimeve janë ata të cilat domethënë migrojnë më së shumti. Domethënë nuk është një zgjidhje që të ikësh dhe ti largohesh problemin. Dikush patjetër që të përballet me atë problem. Ashtu edhe unë kam vendosur që të jem këtu dhe të përballem me këtë problem dhe pse jo ti gjej në zgjidhje. Секој што заслужил, секој што е учен, секој што се надградил, си го заслужува своето место, треба да се добие вработување во својата држава. Најбитно е заедништвото и континуитетот во заедничка работа. Така само ќе добиеме некаков производ, некаков заеднички успех. Политичкиот активизам секако не е единствениот начин на борба за подобар живот на младите, но редица истражувања, како она на Меѓународниот републикански институт ИРИ од август минатата година, покажаа дека политичките партии се водачка форма на здружување во државата. 42% од граѓаните се членови или размислуваат да бидат членови на партија, што е повеќе од оние што одговориле дека никогаш не биле и нема да бидат членови. 41%. Според истото истражување, во август, 71% од граѓаните биле согласни со мислењето дека политичарите немаат слух за потребите на младите. Какво е мислењето сега, свежи податоци нема, но нема ниту сомнение во една работа. Како младите политичари, така и оние сениорите, најодговорните, ќе треба на вистина да се потрудат за аеродромите во крајна линија да се користат само за туризам. Наред уште една пауза, а по неа е саботажата. Бидете на осад. Наред е редовниот сатиричен коментар на Сречко Поповски. Проблемот со идентитетот не е затворен, штом лидерот на опозицијата отворено се сомнева во тоа дека премиерот не е директен наследник на Панче и Трајанка, туку обладенови информации за родослов и корени, кои не одговараат на досега познатата вистина. Или сте некој потомок на баба Вања, или па можеби знаете нешто што јас не знам и граѓаните. Ова не е за шегување. Уште поголема веројатност на ова тврдење му дава научно-истражувачката дејност која има спроведено наследникот на Груевски, кој реферирајќи се на авторитети, тврди дека се тоа факти кои не може да бидат пренебрегнати. Прифатете го ова што ви го велам како професор ви го кажувам, не ви го кажувам ова како Христијан Мицкоски. Ова не е за шегување. Иако и самиот изрази недоверба во наводите, првиот човек на владата сепак со низа искази, со кој укажува на влијанието со кое општеството според него добива природна форма, делумно ги покажува своите супермоќи. Го отвори суцото како пупка. Ова не е за шегување. Но сличен проблем со идентитетските прашања има и ривалот на Заев. Откако постојано демантираше дека подолго време од потребното бил подстарателство, опозицијскиот фронтмен сепак на крајот призна дека не само што потекнувал, туку и се развивал под влијание на јасно менторство. И еден семестар, да, бев асистент и кај мојот татко, точно е тоа. Ова не е за шегување. Откако овој проблем конечно беше расчистен, на површина излезе името. Неговото утврдување понекогаш не зависи од тој што сака да крсти, туку од оние чиј пород треба да биде представен. Може би некој со својот кум и не се има. Ова не е за шегување. Неговата прифатливост е се поочигледна ако се земе предвид кованицата меѓу именките шепот и шумолење, која по неколкократно преповторување лесно влегува во употреба и тоа ерга омнес. Да шупотат по цели денови. Ова не е за шегување. Него шупотам по телефоните. Јас јавно го Ја не шупотам ништо, господине Заев. Ова не е за шегување. Сепак единствена е согласноста и тоа без премолчување дека се бара географска одредница, која може да се лоцира низ искусиот диалог кој меѓу редови ги открива преговарачките позиции. Мора да имате ставови, господин Мицковски. Не може цело време кружите како киша околу Крагуевец. Ја не сум како киша околу Крагуевец, него сум како надојден вардар. Ова не е за шегување.
Откако конечното решение на повидок време е да се соберат плодовите од успехот. Мицкоски предупредува дека годините полека поменуваат, па се намалува и моќта. На Тевдовски му велеа за 2017 нема да ти порасне 2,6. Па нема ти порасне 1,6. Заев пак, иако се неговите 5 минути, смета дека треба да му се даде уште малку време. Ќе чекам моите 30 години. Ова не е за шегување. И на крајот, за јазикот. Не само што лажете, него сушите. Тоа е сепак нашиот јазик. Очигледно е дека никој да сака нема да може да ни го смени. Ова не е за шегување. Ова не е за шегување. Се одјавуваме на крајот на уште едно издание на емисијата 360 степени. Повторно ќе не гледате в петок во истиот овој термин од 22:30. Пријатно.